Здраво на сите! Се наоѓате во Машки свет, во делот за подобро здравје, фитнес и мотивација. Ке имаме сега дел инструкциони видеа и познати кратенки во кросфитот кои може би ви звучат како хиероглифи, кои ќе ги видите и ви изгледа така. Меѓутоа денес ќе ги објасниме и не е ништо страшно. Најосновната е вежба на денот или WOD, Workout of the Day. За таа цел денес наша прва вежба ќе биде уште една кратенка. AMRAP од 7 минути. Што значи AMRAP? As much reps as possible. Најмногу повторувања во 7 минути. Движењата на денешната вежба ќе бидат 7 скокови на кутија или бокджамп. 5 burpees. Познато ви ова движење, го спомнавме во претходните епизоди, денес ќе ви го образложиме како и зашто треба да го правиме. И 7 најосновното движење чучење или скват. Сега накратко ќе ви ги објаснам како се изведуваат овие движења, а потоа Дима ќе го погледнете како прави еден сет од оваа вежба. Скок на кутија. Почнуваме чекор пред кутијата. Движењето го иницираме со газот наназад, се одразуваме, слетуваме на кутијата, го амортизираме ударот исто така со газот наназад, како во осмина чучак негде. Се исправаме на кутијата. Ова е многу битна работа. Најчесто гледаме како луѓе скокаат напред-назад, него довршува движењето. Скок на кутијата, го облажуваме скокот, се исправаме на кутијата фул екстензија и најубаво е да се симнете чекор со чекор надолу, а не со скок, затоа што да немаме дополнителен удар и непотребен удар и товар на колената. Поедноставната варијанта за бокджамп, за оние што не може да скокат, имате некоја повреда и слично, многу едноставно. Бок степ-апс или како да се качувате на скали. Многу битно за ова движење, многу често луѓе се забораваат и константно само со десна нога или само со лева се качуваат. Бидете свесни тука, именувајте ги нозете на секое качување на кутијата. Значи исто така, се качуваме со десна нога, се исправаме на кутијата, се спуштаме. Левата нога следи, се исправаме на кутијата, се спуштаме. Следно движење е burpees. Ова е наједноставно движење. Легни, стани. Наједноставно да го објасниме како се изведува е застануваме позиција на жаба, ги ставаме раците на земја. Скокнуваме со нозете наназад. Бурпито не се прави како склек, тоа е една од најчестите грешки. Значи ги ставаме раците на земја, скокнуваме со нозете наназад и благо легнуваме со градите нанапред. За да станеме исто така луѓето, најчесто стануваат како склек, се мачат, ги болат рацете, дополнително им е тешко ова едноставно, меѓутоа многу захтевно движење. Станувате како змија со предниот дел од трупот, колковите ви стануваат на земја. Лактите ви се прави, благо скок ќе правиме со нозете меѓу рацете, исправате горе и движењето завршува со скок и плескање над главата. Поедноставна варијанта за бурпи, за оние кои не можат толку скок назад, скок напред и да им се крева пулсот и да има висок интензитет оваа вежба и да им дое нагон за повраќање, тоа не сакаме да се случи, нели? Ги ставаме раците на земја, исто така како жаба позиција, меѓутоа овој пат чекор одиме, значи едната нога па другата. Легнуваме благо полека, се исправаме градите, скок, полека се исправаме, мало скок че имаме, плескаме над главата. Значи многу поедноставно и многу понамален интензитет има овој начин изведување бурпи. За оние што сакате малку да е поинтензивна вежбата, правите го првиот дел. Оние кои не се осеќате доволно спремни, правите го вториот начин на изведување на бурпи. Последно движење од оваа прва вежба за денеска е чучање. Започнува се со ставот. Нозете се во ширина на рамениците. Прстите се благо нанадвор, иницираме со газот наназад и чучнувате најдлабоко што можете, при тоа градите ги покажуваме напред и кичмата ви е права. За тој дел да ви се поедностави и кичмата да ја одржите права, кренете ги рацете највисоко што можете додека чучнувате надолу. Така кичмата автоматски ќе ви остане права и ќе го заштитите вашиот грб. Длабочината во која треба да оди чучање. Кога иницираме со задникот наназад, не треба да иде до 50%, туку одиме под паралела. Паралелата, замислете си како една линија пуштате од задниот дел на коленото, права линија. Со газот поминувате под таа паралела
достигнуваме одредена длабина, оние 50%, 70%, 20% чучењето, тоа ништо не постои. Единствен правилен чучањ е чучење што се изведува на овој начин и тоа е да се постигне најголема длабина, односно испод паралел. Додека го гледате Диме како си го плюка джигерот, јас ќе ви објаснам уствари што прави тој. Како што рековме, workout of the day, as much reps as possible, во 7 минути треба да направите 7 скокови на кутија или 7 качувања, 5 брпис и 7 чучњеви. Во 7 минути без пауза константно работите оваа вежба. Целта на оваа вежба, односно резултатот е максималниот број на повторувања, 7 5 12 и 7 19 имате во еден сет. Нема одмор, нема сетови, нема ништо, вие го одредувате тоа. Доколку ви е тешко, интензитетот контролирајте го според вашиот капацитет. Не мора да запнувате многу, изгледа смешно вака на папир вежбава, ама ако ја запнете, верувајте ми, може стварно да си го плюкнете джигер. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк, subscribe, пишете ни го вашите резултат во коментар и дајте ни некои идеи за кои да бидат нашите следни движења, да ги компонираме уследните вежби. Се гледаме во следната емисија и не заборавајте, изберете кросфит, затоа што од кросфит подобро здравје.